Само 14% од градовите во светот имаат воздух што ги исполнува безбедносните стандарди, покажува најновиот извештај за 2025 година на IQR, пренесува Euronews. Овој податок укажува на дополнително влошување на глобалниот квалитет на воздухот и потврдува дека загадувањето останува сериозен светски предизвик. Сепак, состојбата во Македонија е уште позагрижувачка. Според извештајот, земјава се наоѓа на 34-тото место во светот и на второто место во Европа, според загаденоста со PM 2,5 честички, веднаш зад Босна и Херцеговина, а пред Србија. Просечната концентрација на овие штетни честички изнесува 21,2 микрограми на метар кубен, што е значително над препорачаните граници. Овие честички се особено опасни за здравието, бидејќи поради нивната микроскопска големина, лесно навлегуваат длабоко во белите дробови и можат да предизвикаат сериозни последици, како респираторни и кардиоваскуларни заболувања. Најзагадени градови во земјава се Тетово и Струмица, каде концентрациите достигнуваат нивоа и до 7 пати над дозволените. Главниот град се наоѓа на 113-тото место на глобалната листа, со просечна вредност од 19,1 микрограми на метар кубен. Како и во изминатите години, најкритични периоди се зимските месеци – јануари, февруари и декември, додека најчист воздух е забележан во пролетните месеци – април и мај. Според Euronews, загадувањето во Европа во 2025 година дополнително се влошило, поради фактори како шумски пожари, прашина од Сахара и согорување на фосилни горива. Особено се издвојуваат Источна Европа и Балканот, како региони со континуирано високи нивоа на загадување. Глобално, дури 91% од земјите не ги исполнуваат препорачаните стандарди за квалитет на воздухот. Само 13 држави и територии се во рамки на дозволените вредности. Извештајот предупредува дека климатските промени, екстремните временски услови и човековите активности дополнително ја влошуваат состојбата. Во вакви услови Македонија останува меѓу најпогодените земји во регионот, што повторно го отвора прашањето за ефективноста на постојните мерки и потребата од посериозен и координиран институционален пристап во борбата против загадувањето на воздухот. Министерството за внатрешни работи информира дека во текот на изминатите 2 дена биле евидентирани вкупно 1177 сообраќајни прекршоци на патиштата низ земјава, како резултат на заселените контроли што ги спроведуваат полициските службеници. Од вкупниот број прекршоци, дури 217 се однесуваат на непочитување на дозволената брзина на движење, што останува еден од најчестите проблеми во сообраќајот. Во истиот период 25 лица биле лишени од слобода поради безобзирно управување со возило. Од нив 2 лица управувале возило под дејство на алкохол, 10 без возачка дозвола, а 2 лица и покрај претходно изречена забрана. Дополнително одземени биле 11 возила, што укажува на сериозноста на прекршоците. Статистиката покажува и голем број други прекршоци, 324 санкции за неправилно паркирање, 6 случаи на возење под дејство на алкохол, 161 санкциониран учесник во сообраќајот поради некористење на сигурносен појас. Во рамки на контролите од сообраќај биле отстранети 20 нерегистрирани возила и 34 технички неисправни возила. Дополнително, санкционирани биле и 14 возачи поради неправилно затемнување на стаклата на возилата. Од МВР најавуваат дека сообраќајните контроли ќе продолжат и во наредниот период, апелирајќи до граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи со цел зголемување на безбедноста на патиштата. Иран му соопшти на Советот за безбедност на Обединетите нации и на Меѓународната поморска организација дека непријателските бродови можат да поминуваат низ Ормускиот теснец, но само доколку претходно се координираат со иранските власти. Оваа порака доаѓа во период на зголемени геополитички тензии, кои според извештаи речиси го имаат запрено транзитот на околу 1/5 од светската нафта и течен природен газ низ овој стратешки важен морски премин, што предизвикува значителни нарушувања во глобалните синџири на снабдување.
Писмото од Иранското министерство за надворешни работи било испратено до 15 члени од Совет за безбедност на Обединетите нации, како и до генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш. Дополнително документот бил доставен и до Меѓународната поморска организација, која е надлежна за безбедноста на меѓународната пловидба и спречување на загадување на морето. Во своето соопштение Иран наведува дека непријателските бродови, вклучително и оние што им припаѓаат на други држави, можат да го користат правото на безбеден премин низ Ормускиот теснец, под услов да не учествуваат или да не поддржуваат агресија против Иран. Исто така, во писмото се нагласува дека Иран презел, како што се наведува, неопходни и пропорционални мерки за да спречи користење на теснецот за непријателски активности. Се додава дека бродови, опрема и имот поврзани со Соединетите Американски држави, Израел или други учесници во агресијата нема да се сметаат за подобни за безбеден премин. Ормускиот теснец останува еден од најважните светски морски патишта за транспорт на енергенси, поради што секоја ограничена или условена пловидба има значително влијание врз глобалниот пазар на нафта и газ. Американскиот председател Доналд Трамп јавно ја изрази својата поддршка за унгарскиот премиер Виктор Орбан, повикувајќи ги граѓаните на Унгарија да го поддржат на предстојните избори закажани за следниот месец. Во објава на социјалната мрежа Truth Social, Трамп го нарече Орбан вистински пријател, борец и победник, истакнувајќи дека има негова целосна и безусловна поддршка за повторен избор за премиер на Унгарија. Тој додаде дека односите меѓу САД и Унгарија достигнуваат нови врвови во соработката, пофалувајќи го Орбан за неговиот став во однос на борбата против нелегалната имиграција и за заекнување на јавниот ред. Виктор Орбан, кој е на власт во Унгарија од 2010 година, се подготвува за изборите закажани за 12 април, на кој ќе се обиде да обезбеди петти мандат. Според независни анкети, неговата позиција во моментот е понеповолна во споредба со претходни изборни циклуси. Времето денеска променливо облачно кон крајот на денот со повремени врнежи од дожд. Ќе дува умерен до засилен, а наместа повремено силен ветер од јужен правец, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. В петок наместа врнежите ќе бидат пообилни, ќе има и услови за појава на ретки грмежи. На некои од повисоките места врнежите од дожд ќе преминуваат во врнежи од снег, а на планините ќе се формира нова снежна покривка. За време на викендот ќе биде променливо облачно и посвежо со повремени врнежи. Ќе дува умерен повремено засилен ветер од северен правец, кој ќе биде поизразен долж по Вардаријето.